Без кошница растат трошоците, но најмногу оние за храна. Во последниот месец тие се поголеми за 772 денари, а од јануари до сега 4800 денари пресметале од синдикатот. Цените перманентно раснат, така да во иднина мислам треба да се преземат одредени мерки во однос на тоа дали ќе бараме намалување на цените, да малку покажат општествена одговорност трговците и производителите, или пак ќе бараме покажување на платата со тоа што ќе видиме на економско-социјалниот совет со кои аргументи ќе настапиме и се она што е најповолно за граѓаните, да им го подобриме стандардот. Идентично размислуваат и граѓаните кои никако не можат да се справат со високите цени. Ние секогаш апелираме да не бидат толку алчни трговците или производителите кои што заедно се договараат со која цена, со кој работ ќе работат, така да мислам дека мора да покажат реална општествена одговорност. Значи, сепак се работи за граѓаните на Република Македонија, на кои што треба да ги задржиме во државата и да им овозможиме барем еден достоинствен живот. Од овие причини, синдикатот апелира трговците да покажат реална општествена одговорност. Видовме дека разликата од она што го покажија пред најавата на донесување на мерката до после таа мерка, излезе дека за 200 денари е само разликата од она што значи реална цена на вредноста која што им е намалена на производите. Најверојатно, они тврдат дека од 1300 до 1500 денари, но тоа е многу малку, мислам, во се она што значи заштеда и тоа е само еден месец што може да се намали некоја цена. Не ние дека бараме, тоа бара нашето членство, бараат граѓаните, дека бидејќи со овие плати не можат да обстојат и да издржат сите овие ценовни шокови кои што до сега ги доживеа и ќе ги доживуваат, бидејќи не знаеме што понатаму ќе се случува. Големиот ценовен притисок синдикатот го принудува на офанзивно барање минималецот да се зголеми до нова година, бидејќи според нив владините мерки останале без резултат. Не се ловно правија, качуват, како сакат они така качуват. Зелката ја го стана 7 динара, празно исто. Ова е без ред. Не е тоа фер. Не е фер, мислам, од една страна, чим се покача на пензионерите малку повеќе пари, они одма качуват цената на стоката. Поред нас не е добро ни тоа, според мене. Добро е цените да бидат стабилни, секогаш и си да бидат. Тоа оди у продавница, денеска пишат сваќаш на акција, а утрената последна. Сега ние сме ставени така да работиме, немаме друг излез. Спротивно на синдикатот, за владата мерката есенска потрошувачка кошничка била успешна и со неја граѓаните заштеделе помеѓу 1200 и 1500 денари. Сега во тек се проекции и се работи на новогодишната кошничка, која ќе важи од 15 декември до 15 јануари 2025 година.